воремно издание, драги мои, на денешната моја колумна на наречена Слушај ваму, бидејќи еве уште дента од како се обздани, морам да признам дека сум прилично расположен, не дека не го очекував, но има неколку работи кои... Добро, прво да кажеме. Честито нов градоначалник. Орце Георгиевски е кандидат за градоначалник од редовите на коалицијата на ВМРО ДПМН и очигледно е дека после се што видовме околу него, дека дефинитивно ќе биде и новиот градоначалник на Скопје. Орце го знам со години наназад. Ја лично можам да зборам од мое лично име, на страна од друго. Секогаш бил човек од збор. Јанко, доаѓам у емисија, доаѓам, не доаѓам, која ќе каже тоа е, после му се навраќам на тоа што го кажал, го образложува, го потврдува и така натаму. Дека многу работи што ги вети ги заврши. Ниеден градоначалник не може ништо да направи све 100%, но Орце направи како ниеден друг. Но што мене ми дава еве причина да сум убеден дека Орце Георгиевски ќе биде идниот градоначалник на Скопје. Ја мислам дури подобро дајте некои општини таму, нека се изведуваат, не трошите пари за џабе за градоначалник, затоа што никој нема шанси со него. Прво се покажа дека е вреден, чесен, доблесен, дека е човек од збор. За разлика од многу други, е човек од збор. Она што мене ми дава плюс од страна, вака како што го гледам народот, дали видовте што се случуваше деновиве на тие журки, прослави кои ги правеше Орце за летниот период да си ги расположи граѓаните на својата општина. Па тоа беше, ќе го споредам со Томсон за Хрватска, тоа беше Орце за кисела вода. Народ расположен и така натаму. Да не зборам наназад години, хуманитарна помош, секогаш кога требало, прв истрчувал. Одел лично, човек до човек. Значи, едноставно, целиот се фрли себе си во оваа работа. И, пазете една добра работа, уште кога пред да биде избран за градоначалник на Кисела вода, беше гостин кај мене пред 4 години и го прашав, шо се твоите амбиции? Ја него ни познав, вака немав лични контакти со него до тогаш, и ми рече, ја би сакал сакам да се покажам овде и да бидам градоначалник на Скопје. Орце цел живот се спрема да дојде на тоа, затоа што ја не сум видел по-посветен човек, по-посветен граѓанин за својот град од Орце. Орце кога правил кисела вода, мислам дека сите чувствува. И затоа нека не ве чуди реакцијата на неговите колеги од некои други општини, скопски општини, кои така срдечно му честита, особено ме трогна честитката од неговиот добар пријател Дарко Костовски од општина Бутел, градоначалникот на општина Бутел, со кој едноставно со толку одушевување, мислам дека Дарко поиш за себе немаш да беше кандидиран, за себе немаше толку да се израдува колку што се израдува за Орце. Сите знаат дека Орце е дисциплиниран, дека е посветен, дека е воркохолик. Многумина споредуваа, се сеќавате, стално вика, градоначалник како Коце Трајановски имаме. Сега имате. Имате и уште повеќе. With all due respect за Коце, ама мислам дека имаме следно ниво. Но честитам на Орце тоа што ќе биде градоначалник на Скопје, бидејќи, мислам, стварно, кој има шанси со него? Кој има шанси со него? Нели? Токму така. А уште веднаш министерот за транспорт и врски, вице-премиерот на владата на Република Македонија Александар Николовски, кој ги координира најголемите инвестициски проекти во Македонија, рече нови автобуси, тролејбуси, шинобуси, разни буси, авиони и така натам, што значи имаат доверба, ќе и државата и градот заедно ќе работат и мислам дека
за многу кратко време ќе видиме позитивни резултати. И само ова да ви кажам. Орце нема време 100 дена. Орце ќе мора овие резултати, во ДПМН, ќе мора овие резултати да ги покаже, еве, кога се во октомври, до нова година да видиме големи поместувања во хигиена, во транспорт, во клучни работи и тоа ќе биде, нели, есен зима за загадувањето. Големи проекти и знам дека ќе биде градежна инвестициска офанзива да се подобри градот. Што значи тоа? Па тоа значи дека ќе си ја повторно пеем оваа песна. Со ова да се поздравам, со вас не мора мојата шпица да ја пуштам, бидејќи стварно радосна весте и очигледно дека не очекуваат добри работи. Скопје, радост ти ќе бидеш. Јеј!